Јануари месец посветен за подсетување дека постојано треба да работиме на тоа да како јавност, како медиум, подсетуваме на навремените скрининзи за ракот на грлото на матката. А јануари месец е посветен од страна на здравствените работници како месецот кога повторно подсетуваат и ја подигаат свеста дека тие навремени скрининзи, навремено дијагностицирање спасува живот. Во продолжение разговараме со професор доктор Игор Алуловски од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и всушност председателот на Националната комисија за рана детекција и превенција на ракот на грлото на матката. Така е, добро утро. Официјално добро утро, да се кажеме, докторе. Добро утро, така да. И поздрав до гледачите. Дека сте заедно со нас, иако после дежурство, знаеме како изгледа тоа на гинекологија, нашата во Скопје. Турбулентно било, верувам, но тука сте да објасниме, да дадеме вовед во оваа тема и малку повеќе да подучиме, на крајот од денот да подсетиме, може? Да, секако апсолутно тоа е и целта убаво, нели во воведниот дел. Самите кажавте, нели, да ги подсетиме самиот месец, нели, јануари, посветен како ете меѓународен месец или некаде како недела, да речем, во месец јануари, која што е посветена на карциномот на грлото на матката, односно подигнување на свеста за ова заболување. Може да дадеме вовед што е ракот на грлото на матката? Така. Како се детектира и воедно тука го заокружувам прашањето со тоа што пројавува ли симптоми? Така, значи, работата е тоа што пред да дојдеме до карцином на грло на матката, што е всушност и поентата и целта на тие скрининг програми, има промени што се јавуваат на грлото на матката, така наречени преканцерозни лезии. Или во народот општо познати како цинови, цин лезии, значи кога пациентките доаѓаат, имам цин, ми најдоат цин. Значи, тој акроним ЦИН, цервикална интраепителиална неоплазија. Не влегува во стручност. Да. ЦИН 2, ЦИН 3. Значи, тие се тие промени, кои што всушност почнуваат од, условно кажано, постоење на HPV инфекција, тоа е главниот причинител што доведува на крајот до карцином на грло на матка, хуман папилома вирусната инфекција, која што кај пациентки кои што станува хронична состојба, може да доведе до овие промени преканцерозни лезии што ги нарекувам. Поентата на скринингот или ПАП тестот зимање е токму тоа, да ги детектираме навремено вакви цитолошки промени кај пациентките. Кога ќе се развие карцином веќе на грлото на матката, значи во принцип е касно. Сакам да кажам дека ПАП тестот или овие скрининзи, превентивни прегледи имаат за цел, самото име кажува, превенција. Значи да го ние детектираме пред да се развие во карцином. Затоа што кога ќе се добие наод за карцином веќе на грлото на матката, посебно инвазивен карцином, тогаш веќе сосема постапките, процедурите се малку поинакви во однос на оние кои што би биле доколку би го детектирале навремено. Од аспект на симптомите, значи нема некои специфични симптоми. Тоа е всушност и оној catch-22, што рекле на англиски, значи работата е што нема некој специфична симптоматологија. Што значи тоа? Тоа значи дека пациентките во принцип може да се, значи, жалат најчесто или да размислуваат или да детектираат, да приметат, например може да се манифестираат од типот на некои нерегуларни крварења, надвор од оно што е регуларните, нели, циклуси, некои крварења неспецифични, кои што се може да се јавуваат без некој посебен ред од време на време. Многу е карактеристично, например, крварења што се јавуваат после сексуални односи. Тоа е една вака од симптоматологија, условно кажа, што може да ја наведе пациентката да размисли дека нешто не е во ред. Потоа, например, појава на промени во тој вагинален исцедок, појава непријатна миризба, сукрвичав, значи нешто што е надвор од тоа, да речеме, некаква си нормална ситуација. Некакви неспецифични болки, тегоби, нелагодности во мала карлица, болки во тој предел, значи тоа се све некои неспецифични симптоми, не мора да укажува конкретно на карцином. Може да биде било што, нали? Но во принцип за жал, некои од пациентките ги игнорираат тие болки, као, нали, ќе помине, па не е ништо, добро се случило инцидентно, но треба да ги побуди некакво сомнение кај самите пациентки дека, можеби нешто не е во ред и да побараат преглед кај својот матичен гинеколог или гинеколог по болничките установи и така натака. Така, да го дополниме одговорот со тоа што дел од оваа симптоматологија не смее да се занимари, но од друга страна пак, што ако и не се случи како симптоми, а нешто да се случува внатре. Што би значило тоа дека
секако мора да постојат редовни прегледи, тие треба да бидат на кој временски период? Апсолутно. Значи тоа е што суштина е целта, дека не треба да се оди на гинеколог само кога ќе си има проблем. Значи треба да се надмине таа условно кажано табу тема. Пошто некако низ годините, да, тоа се подобрува. Меѓутоа, ние како гинеколози сме често пати сведоци на пациентки кога ќе дојде на гинеколошки преглед, прашаме, добро, господјо, колку време не сте били на гинеколог? Па, знаете, ако се работи, да речеме, за условно земено пациентки кои што, го завршили условно земено својот репродуктивен период, например, родиле 1, 2, 3 деца, па, го роди последното дете, не сум дошла на преглед од тогаш, значи со години. Да. Кој ќе прашате зошто, па немам проблем. И тука практично се крие проблемот всушност. Значи не треба да се оди на преглед не само за гинеколог, за било кои други, значи, прегледи, било какви здравствени состојби. Затоа постојат и скрининг програми генерално за некои одредени, посебно за карциномите. Меѓутоа, истото, посета редовно и на кардиолог, за притисок, за, не знам, сакам да кажам, има таа здравствена култура треба да се подобри. Кога зборуваме за цервикалниот карцином или гинеколошките прегледи, она што го рековте, не треба се чека се јави симптом па да се оди на преглед. Токму заради тоа, па посебно кога зборуваме за во светло на цервикалниот карцином, затоа постојат тие скрининг програми. Значи кој што у суштина поентата и целта е да се покрене таа свест дека пациентите треба да одат и да се јавуваат на тие редовни скринизи. На колку време ме прашавте? Значи она што е у суштина конкретно во нашата држава, се уште сме на така наречен на цитолошки базиран скрининг, односно на ПАП тест. ПАП базиран скрининг. Сега ПАП базираниот скрининг би значило дека пациентка која што е во групата или треба да биде повикана за скрининг програма, да се јави кај соодмачен гинеколог, се зема бриз ПАП тест, кој што понатака се цитолошки анализира. Доколку на тој ПАП тест не се најде било каква промена цитолошка или да речеме е нормален наод, во тој случај таа пациентка според сите упатства, стандарди и протоколи во наредните 3 години, значи 3 годишен период, не би требало да се јави, односно и доаѓа наредното скринирање за 3 години. Така, и тоа е тоа што е покриено од државата, кој што всушност е бесплатно. Така е. Сега, веднаш тука ќе ве прашам. Дали треба да биде толка временскиот период? Сега тоа, значи е... Соглед начинот на живот, да, разбирам, да. И така натаму. Значи, сакам да кажам дека тоа сега не е нешто што... Тоа е нешто што државата го прави, нашата сегде, таму каде што постојат скрининг програми. Например, ако па го дискутираме за нешто што полека, ама сигурно и кон тоа работиме, што е веќе и тренд и добар дел од државите, веќе го имаат прифатено за промена на типот на скрининг. Да се премина така наречен ХПВ базиран скрининг. Значи, каде што нема да биде ПАП тестот доминантен, не се исклучува, но практично го бараме причинителот. Присуството посебно на високоризичните ХПВ вируси. Тоа би биле оние брисови кои што доаѓаат после ПАП тестот. Да, во нашата ситуација, така за да разберете, во нашава држава, значи ПАП тестот ни е доминантен како скрининг. Го имаме ХПВ тестирањето како котестирање, така наречено. Точно. Таму каде што ќе се најде промена на ПАП тестот, која што асоцира, укажува на тоа дека можеби се работи за некаква цитолошка промена, меѓу другите анализи понатака се прави и ХПВ тестирање, за да се одреди присуство на одреден тип на ХПВ. Од посебен интерес ни се така речените високоризични вируси. Тип 16, тип 18, 30, 30, да ги набројувам, затоа што тие се тие кои што всушност доминираат во како вируси предизвикувачи на цервикалниот карцином. Посебно тип 16 и тип 18 како да речам доминантни и најприсутни. Да, и претпоставам дека е подолг временскиот период. Така е, кога имаме сега ХПВ базиран скрининг, таму е 5 годишен период. Што значи дека ако пациентката е ХПВ негативна, има и отсуство на високоризични вируси, таа пациентка се препраќа за наредни 5 години, практично постои, се дава некаква сигурност, дека не би развила некаква цин промена, посебно тоа се однесува главно на што се тие цин 2 плюс лезии, значи цин 2, цин 3 лезии. Се гарантира. Сакам да кажам, студиите големи што се направени, тоа се големи популациони студии на кои што се базирани овие практично скрининг програми, значи не е нешто апсолутно така и ние се повикуваме нистите, апсолутно, да. Што значи дека и овој период што кажуваме 3 години за ПАП тест, тоа е базиран на основа на направени студии на да речеме држави, асоциации, групации така натака кои што практично се направени на големи популациони групи каде што процентите го кажуваат тоа дека постои одредена сигурност. Секако јас не може да и се забрани на пациентката да оди на гинеколог ако она смета дека треба да го
повтори својот пап тест кај матичниот гинеколог. Но, во таа ситуација, од финансискиот аспект, пошто и го разбирам моментот каде е најважниот да, на крајот од денот, и затоа можеби, вие ќе кажете, и вие сте во допир со пациентките, можеби и затоа и се чека долг временски период. На некој начин, не дека тоа е главно и пресудно, туку дека си има улога. Секако дека ја разбирам, значи, вакво дилемата. Се тука доаѓаме до оној момент што се кажува, односно што треба да се објасни. Значи тоа е кога оваа свесност, значи оваа комуникација, значи не знам, користењето на практично на мрежите, на почнувајќи Facebook, Instagram и така натака, да се практично летоци, постери, рекламни спотови, сето тоа практично се користи и треба ние да го користиме, тоа е меѓу другото целта на оваа комисија, значи да се подобри таа достапност на информацијата до пациентките, да бидат, значи мора да почнеме од основата, прво да им се објасни на пациентките што тоа значи. Јас сум свесен дека добар дел од нив не ни знаат што всушност е целта, поентата, што е тоа пап тест, што е тоа ХПВ, што тоа значи, зошто треба да се оди на преглед, дека тоа не е да се трне таа магла, сакам да кажам, таа табу тема, посебно да се зголеми таа достапност, пристапноста на прегледот, да речеме, посебно за одредени, сега не би, и делот на маргинализирани групи, секој делот, да речеме, на рурални средини, каде што може би достапноста до доктор, до лекар, матичен гинеколог може би поотежнат и така, значи тоа е целта. И кога сето тоа, кога ќе тргнеме од таа позиција, кога ќе се објаснат работите, претпоставам дека пациентките полесно ќе го сватат тоа и ќе го почитуваат она што ние всушност за што се бориме. Да, доаѓаат на редовни прегледи. Значи, најте како на крајот на денот, да трнеме на страна скрининг програмата. Ве остават со заврзани раце, ве разбирам што сакате да ми кажете, во контекст на ова, ајде убаво и директно да кажеме, станува збор за состојба, која што не мора да заврши со смртен исход, е излечива, тоа е важното да го кажеме во целиот овој процес и да го потенцираме. Зашто? За да ги опуштиме во делот во кој што жените се плашат од резултатите. Знам. Значи свесен сум дека има доста и психолошки момент. Значи сите тие работи, сето тоа треба да се направи дали преку разговор со својата, да речеме со матичните гинеколози. Они се првата борбена линија со која што доаѓаат пациентките во контакт. Или на пример, не знам, да се организира, ако пациентката има страф, има, речеме, некоја недоумица, може, на пример, да се организираат и во групи условно земено, со своја пријателка, блиска, роднина, заедно да отидат на консултација, на преглед. Да, апсолутно, значи сите тие работи да се сподели. Ако е, нали, тоа, да се објасни на пациентката апсолутно што тоа значи. Дека она што јас го веламе и го користиме сега во посебна кампања на филм што се врти по телевизиите во соработка со нашите соработници и пријатели од UNFPA, значи еден преглед спасува живот. Буквално еден преглед спасува живот. Нека она што реков на страна скрининг програмата. Во ред, тоа е нешто што државата го организира за да им обезбеди на луѓето достапност, што е и работа и цел на здравствените власти во таа држава. Значи да им обезбедат соодветна здравствена заштита во секој дел практично на луѓето во државата. Меѓутоа настрана тоа. Нека одат самите на преглед. Нека не е тоа врзано со скрининг програмата скоро. Значи меѓутоа да одат, да ги посетуваат своите гинеколози. Нека не чекаат да им се појави симптом. Нека не биде тоа табу тема, нека не се срамат. Не, значи сакам да кажам дека станува збор за состојба која што се лечи. Превентибилна, тоа е работата, значи со тој преглед, со тој пап тест ние може навремено. Тоа сакам да кажам дека пап тестот не е пап за детектирање на карцином. Не. Пап тестот е преглед со кој што ние ги детектираме промените пред да станат карцином. Тоа е и целта и поентата, затоа што ако се фати во таа фаза е сосема поинаку. Сосема други се процедурите и постапките и да, навистина пациентката ќе го спасиме животот. Условно кажано за тоа што во смислот ќе ја спасиме од понатамошни проблеми кои што понатака следат доколку се детектира инвазивен карцином. Докторе, гледам со колкава жар сакате буквално заедно со популацијата да имаме што помалку случаи. Апсолутно. Затоа што станува збор за нешто што нема толку да ви ги врзе рацете доколку се детектира на време. За бројките ќе ве прашам. Со оглед на тоа дека постојано се алудира на тоа дека треба да се потикне свеста. Ајде сега малце да, нели паралелно да кажеме колку треба тоа да биде така, во бројки ни растат бројките. И тука ќе ве прашам и за оние кои што ја губат битката, мислам. Така. Значи,
кога станува збор за бројките, тоа е, да речеме, уште еден проблем кој што еве сакам, значи, како е председател на комисијата, генерално сите луѓе се, морам да споменам дека оваа комисија е формирана пред 2 години. Значи не постои со години. Формирана е пред 2 години, но за жал не фати овој период со пандемијава и малку тука не ги поремети, да речем, генерално на сите што сме членови таа комисија, пошто ова е комисија која што е активностите, значи не е составена само од гинеколози. Тука имате луѓе од Министерството за здравство, имате од Фондот за здравствено осигурување, представници од UNFPA, значи имаме представници од матичните гинеколози, значи тоа е една поширока група на луѓе, Институт за јавно здравје, значи тоа е широка група на луѓе и сите тие практично се трудат да секој својот дел помогне да таа превентивна програма реално се спроведе во пракса, тие цели кои што се поставени. Да, сме на тоа да направиме одредени измени, промени за да се направи да се подобри секако таа програма која што постои со години, да се разбереме, значи Министерството за здравство низ годините наназад практично секоја година одвојува одредена сума на пари. Ја би бил среќен ако таа сума на пари биде многу поголема секако за да може да се спроведат тие програми во целост. Да. Но од аспект, значи, на улогата на самата, нали, комисија, првичната идеја и работа е токму ова што го зборам. Прво, да се спроведе скрининг програмата таму како што треба и како треба, таа што е предвидена. Секоја година се предвидува бројка на пациентки кои што треба да бидат опфатени со скрининг програмата. Не знам, за 2022 година се 25.000 жени. Ја би сакал таа бројка да биде 250.000 жени. Да се разбереме. Да, но целите кон во целам кон тоа. За такво нешто јас апсолутно разбирам во дадениот момент државата, оптеретувањето финансиско, борбата со пандемијата која што е за жал повторно се растат бројките и така натака, значи сето тоа веројатно ги дефокусира здравствените власти генерално, некои што ги носат здравствените политики да се сега насочат кон нешто друго. Да, тоа влијае меѓу другото и на цервикалниот карцином и на сите карциноми. И во популацијата генерално, меѓутоа еве и во преземањето на одредени мерки, но тоа е секаде во светот така. Сега, нали, сакам да кажам, кога зборуваме за конкретни бројки, каде го имаме тој проблем. Можам да зборувам во дадениот аспект сега, например, од аспект на гинеколошко-акушерската клиника, таму каде што работам, каде што најголемиот број на пациенти со оваа проблематика завршуваат кај нас. Така, јас си сакам да бидат информациите апсолутно прецизни, точно. Да. Но за да тоа се суви бројки. Како број на пациенти. Еве, на пример, за минатата година, пошто го завршив тој извештај меѓу другото и како шеф на операциони сали имам обврска према мојата клиника да ги правам тие анализи. Значи, за 2021 година на клиниката се изоперирани 29 пациентки со инвазивен карцином на грлото на матката. И сега на таа бројка ја морам да ги додадам оние што сме ги фатиле пациентки што биле практично исоперирани од типот на интервенции, каде што се преземени за оние преканцерозни лезии, што ви кажав. Тоа се интервенции од типот на конизација. Така, добро, тие се фатени. Изборевме цин, 1, така е. Докажани со хистологија. Така, убаво да објасниме. Да, убаво да објасниме. Значи, тоа се интервенции кои што се преземени со цел да се отстрани промена на грлото на матката, детектирана прво на пап тест, па после тоа и со биопсија на грло на матката. Добро. И како резултат на тоа е фатена промената пред да стане карцином. Да. И тука се прават, да речеме, одредени интервенции од типот или конизација, нали, отсекување на грлото на матката во почна конус, или една промена е ЛЕЦ се вика, ЛЕЕТЗ, значи да не е оптеретом, значи со жичана омчајка се отсекува дел од грлото на матката, што е поелегантен начин. Такви пациентки, тоа се оние, ајде спасени, така да ви кажем условно земно, каде што сме ги фатиле на време, значи имаме конизации некаде околу 73 и околу 87 или 8 лица. Ако ги соберете преку 150-160 пациентки наспроти 29, што е одлично. Задоволителна за вас. Апсолутно. И низ годините наназад, кога баш ги анализирав овие интервенции, оваа бројка на вакви интервенции се зголемува, што е добар. Тоа е добар показател. Значи дека навремено се фаќаат пациентки со такви промени, пред да стане болеста инвазивна. Ова се за бројки што ги кажувам за мојата клиника. Бројките не ги знам, искрено кажано, што си во другите болници каде што се прават овие интервенции, пред се во приватните болници во државата. Меѓутоа, сума сумарум, ако ги собереме бројките, ние доаѓаме некаде отприлика на годишно ниво, некаде помеѓу 50 до 60 пациентки кои што се во операбилна состојба и се оперираат од инвазивен карцином на грло на матка. Каде што веќе болеста преминала во таа фаза. И сега тука за да пак повторно да објаснам, пошто многу пациенти доаѓаат, докторе, нали, ако детектираме сега ова, ајде одма може ли да го оперираме? Да.
За жал, не сите пациентки кои што ќе бидат детектирани со инвазивен карцином можат да бидат оперирани. Или, ај вака да кажам, во принцип може се да се оперира. Но поентата е дали со операцијата и веќе го постигнете тоа што сакате. Да. Што значи дека токму заради тоа сите светски упатства, гајдлайнси кои што ние ги прифаќаме како такви, укажуваат на тоа дека поентата и целта на оперативниот зафат, пошто за овој тип на карцином се работи за сериозен оперативен зафат. Значи радикална интервенција, да. Каде што поентата на операцијата е така е, вие да го практично извадите карциномот во целост. Да. Во таа ситуација, значи, таа група на пациентки се во тој операбилен стадиум, што ние ги кажуваме како стадиуми, но, за жал, имаме пациентки каде што со другите имиджинг техники, магнети што ги правиме, испитување и така натака, прегледи гинеколошки, се констатира дека, за жал, некојаш болеста го надминала таа граница за операбилност. Тие пациентки се таа втората категорија, кој што ние сме ги детектирале дека се со инвазивен карцином, но третманот не е оперативен. Тие понатака продолжуваат со онколошки третман, зрачна терапија, хемотерапија, зависно проценка од страна на онкологот. Што значи дека тоа е таа бројка плюс на овие, да речеме условно кажано 60 на пациентки годишно. Значи доаѓаме ако таа бројка некаде преку 100 и нешто пациентки годишно, што не е мала бројка за оваа популација. Сакам да кажам, значи втора работа за подобрување или што ќе помогне за подобро детектирање и евалуација на овие бројки е нешто што исто така се возобновува. Тоа е повеќе дел суми во тоа инволвирани јас и други колеги, така наречениот регистар за карцином. Кој што, нали, тој мора да профункционира. Го имало, па се стопиран, па сега активиран. Нека биде тој со мој термин и така е, преку мој термин ќе биде целата приказна сосема поинаква. Значи ќе имаме подобра проценка, анализа, статистика и така натака за да може да излеземе со многу попрецизни бројки генерално за карциномите во државата, не само цервикалниот карцином. Докторе, ви благодарам. Ограничено ни е времето, но оваа тема остави неодговорени прашања. Многу. Дополнително, што значи дека ќе се видиме повторно. Се надевам, секој сме ни отворени да се работи, апсолутно. Ви благодарам што народски зборувавте и објаснивме убаво за да си постигнеме целта на крајот. Па се надевам, дека целта е на вашето гостување да ја подигнеме јавната свест. Навремена детекција. Тоа како можам сето тоа да го сумирам во една реченица, ако дозволува времето, на кратко. Значи, мајки наши, сестри наши, жени наши, одете на преглед. Еден преглед буквално спасува живот. Ви благодарам.